Почитувани, Нина Ангеловска вчера им порача на работниците дека ќе бидат избркани од работа. Тоа е рецептот за спас на економијата, рецепт за пропаст и осомерошување на граѓаните. Откако ја презадолжија државата и оставија товар на идните генерации, сега ги оставаат граѓаните и без леп. Економијата само ќе тоне, а тоа го најави Светска банка која прогнозира рецесија. СДСМ направи дупка во буџетот и безмилосно потроши 120 милиони евра. Ке повторам, 120 милиони евра кои се народни пари. Пари кои што СДС ги потроши во првите 3 месеци од годината. Уште пред да се случи економската криза и коронавирусот, власта потрошила 120 милиона евра повеќе со цел избор на корупција и подкуп на гласачи. Само за првите 3 месеци секое македонско семејство е задолжено за 15.000 денари. Трендот на задолжување со СДСМ ќе продолжи. Целокупната буџетска празнина ќе изнесува и над 1,3 милиарди евра. Пари кои ќе треба да се обезбедат од нови заеми, а кои нема да бидат вложени во инвестиции и развој, туку единствено само во преживување. Економијата ќе продолжи да тоне. Економската слика е уште полоша доколку на тоа што го пресметаме падот што ќе го има во економијата, а кој вчера го посочи и Светска банка, која најави дека земјата ќе влезе во рецесија. Рецесијата која што ја прогнозира Светската банка ќе оди и до 3,6%. И додека економијата оди надолу и не генерира никаков раст, СДСМ продолжува да вработува партиски војници. Се трошат пари на луксус, владата нарачува 3 тони кафе и 700 килограми апетисани, што е еквивалент на половина милион филџани кафе. Едноставно, лудилото наречено СДСМ не престанува да урива државата и буквално додека народот гладува, тие се хранат со лешници и бадеми и пијат скапо кафе. СДСМ тоа буквално го прави. Нема за бизнисот, нема за земјоделците, нема за ниту една категорија граѓани, но затоа има за функционерите од власта и за нивниот комотен живот. Оваа здисаност со народните пари ќе биде ревидирана и ќе има одговорност за секој потрошен денар. Ви благодарам на вниманието.